стануваме на тема култура. Рековме на почетокот дека во овие неколку емисии гости ќе не бидат личности со кои што сме соработувале во текот на целата година. И драги, задоволството ќе биде твое, највеќе на дама која што постави посебен печат кога станува збор за културата во нашата држава и во главниот град, се разбира. Токму така. Археолошкиот музеј на Македонија ни нуди културно наследство, поточно околу 7000 археолошки предмети откривани со археолошки истражувања практично од 1924 година на целата територија на Република Македонија. Тука имаме голем број предмети во оваа установа, односно институција, кои се ексклузивни во светски рамки. За меѓународната соработка, за тоа што се случуваше во Археолошкиот музеј на Македонија во продолжение од директорката на оваа институција Магдалена Манаскова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, ви благодарам на поканата и на убавите зборови. Секогаш, драго ни е што сте тука и што можеме да направиме еден рекапитулар на тоа што ја одбележа годината во вашата институција, посебно за тоа дека имате и односно ја збогативте со нови експонати постојаната поставка во вашиот музеј. Токму така, да се надоврзам на вашата најава дека многу често Националниот археолошки музеј беше гостин на македонската телевизија. И вчера, кога се договаравме за овој разговор, направивме една ретроспектива на тоа колку Националниот археолошки музеј беше застапен во медиумите и можам да слободно да кажам дека безмалку секоја недела сме биле присутни дали на некоја од националните телевизии или на некој друг медиум, што доволно говори за тоа колку музејот бил активен во текот на изминатата 2025 година. Веќе споменавте дека најглавна активност годинава беше реотворањето на постојаната музејска поставка, која што од одредени причини не беше ставена комплетно во функција. Целокупната екипа на археолошкиот музеј, кустоси, конзерватори, меѓутоа и сите вработени заедно, успеа за многу краток временски период да креираат комплетно нова музејска поставка, каде што е презентирано нашето богато културно наследство. Освен тоа што работевме на новата постојана музејска поставка, Националниот археолошки музеј во изминатава година истражуваше на многу археолошки локалитети на територијата на речиси целата територија на државава и можам да кажам дека 100% ја реализиравме годишната програма, која што како проекти од национален интерес беше финансирана од страна на Министерството за култура и туризам, но Националниот археолошки музеј и со сопствени средства реализираше голем број на проекти оваа година. Колку експонати има во музеот и која е процедурата за нивна заштита? Музеот, освен што изложува, како што споменавте, околу 7000 археолошки предмети, Националниот археолошки музеј е дом на половина милион археолошки предмети кои што се чуваат во нашите депоа. Тоа значи дека освен онаа видлива работа која што се однесува на презентација на предметите кои што се наоѓаат во витрините, односно предметите кои што се изложени и достапни за јавноста, музеот постојано работи и на заштита на предметите кои што ги чуваме и кои што се добиени од археолошки истражувања на археолошките локалитети во државава. Тоа подразбира процедура која што е навистина сложена, како административно, така и технички,
Верувам дека сме на висина на задачата, затоа што нашата конзерваторска лабораторија, нашето одделение за документација континуирано работи и последната ревизија која што во моментов ја завршивме, која што Националниот археолошки музеј има законска обврска да ја прави на 5 години, покажа дека предметите кои што ги чуваме и всушност ги заштитуваме се во добра состојба, оние кои што не се ги предвидуваме за конзервација и заштита во текот на следната година. Јас и во најавата реков дека дел од предметите кај вас се ексклузивни во светски размери. Има ли некој посебен предмет кај вас кој е позначен, да кажеме од... Да, тоа е прашање кое што многу често се поставува. Меѓутоа, ние како археолози не би можеле да издвоиме предмет кој што би го заземал приматот. Навистина секој период, затоа што во Националниот археолошки музеј се изложуваат предмети од праисторијата, Антика. па антиката, средниот век, па се до Првата светска војна. И кога би прашале, секој од кустосите ќе одбере предмет, можеби од неговата збирка, кој што според неговите научни сознанија и според тоа што тој го работи, за него е најзначаен. Верувајте дека секој од предметите кој што многу внимателно е одбран за да биде изложен и презентиран, носи посебна приказна која што го раскажува богатото македонско културно наследство. Токму тоа ни беше и идејата при концепирањето на новата музејска поставка да не бидат изложени предметите само како предмет, туку секој од нив да носи одредена приказна и да раскажува нешто за предметот, за периодот кој што го презентира. Активни бевте во текот на годината на повеќе локалитети, споминавте и вие меѓународна соработка. Да. Посетеност огромна, рековме и во најавата дека сте една од најпосетуваните институции. Децата особено сакаат да доаѓаат, што е навистина за поздрав, затоа што ете во денешно време ги интересира нешто малку поразлично од она што е нивно секојдневно, а тоа се за жал телефоните. Едукативниот сегмент од нашата работа беше во преден план во изминатата година. И една од нашите идеи беше да размислуваме во правец како на новите генерации да им го доближиме културното наследство и како да ги привлечеме да дојдат во нашиот музеј. Освен класичните едукативни работилници кои што ги организираме постојано, нашите едукатори постојано работат со деца од најразлични возрасти и организираат тематски работилници. Се одлучивме и на еден малку поинаков начин, а тоа ги вклучува социјалните медиуми. Не можеме да избегаме од фактот дека младите најголем дел од своето време го поминуваат тука, па токму затоа се решивме и ние да бидеме малку поактивни на овие медиуми и резултатите покажаа дека сме успеале да ја привлечеме публиката, помладата публика, токму на овој начин. Имавме еден многу убав едукативен проект, Јас археолог, на колешката магистар Марија Рабаджиска, која што доби пофалница за музејски проект на годината од страна на МК ИКОМ. И проектот во повеќе наврати го реализиравме во 2025 година, меѓутоа ќе продолжиме проширен во една поинаква варијанта да го реализираме и следната година. Се однесуваше на тоа децата да станат археолози на еден ден. Се импровизира археолошки сонди на археолошкиот локалитет Скупи и на археолошкиот локалитет Тумба Маџари и дечињата ги поминуваа сите фази и учеа за тоа како еден предмет
од истражување, односно од локалитет, доаѓа во музеј. Затоа што тоа не е едноставна процедура, ги совладува сите фази на обработка. Проектот се покажа како многу успешен и фидбекот кој што го добивме и од децата, меѓутоа и од нивните наставници, беше многу задоволителен. Покажа дека на ваков интерактивен начин, преку игра, најмногу се учи, па токму едукативниот дел од нашата музејска работа за следната година ќе се движи во оваа насока. Сега, тоа сакавме да ве прашаме, кои се вашите цели и планови за догодина? Следната година имаме исто така поставено многу амбициозни цели и планови. Се надевам дека ќе ги реализираме успешно како и годинава. Музеот има голема меѓународна и богата меѓународна соработка. Соработуваме со голем број на институции од странство. Минатата година воспоставивме соработка со Националната Хеленска фондација од Атина, понатаму со музеите и галерии Подгорица, и со овие две институции имаме планови за следната година, кои што се однесуваат на заеднички конференции и изложби. Континуирано работиме со Карловиот универзитет од Прага, со Гетисбург коледжот од Пенсилванија, Универзитетот од Флорида. Минатата година започнавме соработка и со нивната лабораторија за археолошки истражувања. Започнавме соработка со музеите во Ајга и Пела, исто така во Грција. Работиме со Универзитетот Џон Мурс од Ливерпул, Универзитетот Сајмон Фрейзер од Ванкувер, Канада, Универзитетот Берн и да не заборавам, тоа се навистина значајни институции од областа на археологијата. Со дел од нив заеднички истражуваме локалитети, археолошки локалитети во Македонија, како например градиште Конјух, веќе долги години се истражува во соработка со Гетисбург коледжот од Пенсилванија. Археолошкиот локалитет Милци од Гевгелија годинава го истражувавме во соработка со одделението за праисториска археологија при Австриската академија и Лудвиг Максимилијан универзитетот од Минхен. Се надеваме дека ќе продолжиме исто така и минатата година. Со Карловиот универзитет од Прага, меѓутоа и со нашиот Институт за национална историја завршивме еден многу интересен проект кој што се однесува на Кратовско-Злетовскиот регион низ историјата, а истражувавме и секако на Тумба Маџари, на Корошиште во Струга, новиот археолошки локалитет кој што даде навистина значајни резултати и од кои што резултати, односно предметите кои што се открија таму, навистина од исклучително значење, се уште имаат можност посетителите да ги видат на времената изложба поставена во нашиот музеј, насловена Корошишта, случајно откритие со големо значење. Еве да ги поканам гледачите, затоа што изложбата уште многу кратко ќе биде достапна во археолошкиот музеј. Имавме подводни истражувања на локалитетот Врбник во Струга, се истражуваше Исар Марвинци, некрополата Кшла во близина на локалитетот градиште Конјух и во соработка со конзерваторскиот центар од Гостивар ги истражувавме Ѓоновичко кале и локалитетот Калаја кај село Равен. Се надевам дека ги споменав сите локалитети. Сите овие истражувања беа раководени од страна на стручни лица од Националниот археолошки музеј во интерес на времето. Еве да ги поздравам сите колеги, да им честитам на успешната работа. Сите детали за истражувањата се достапни на нашата веб страница и на нашите социјални медиуми, така што секој кој што го интересира подетално за било кое од истражувањата и за нашите соработки може
слободно да ги посети нашите страници и да се навистина запознае ние со тоа богата што го нашата работиме. држава со вакви културни знаменитости. Благодариме многу на одвоеното време. Ќе ви посакаме убави новогодишни божикни празници и се разбира продолжува нашата соработка во наредната година. Со задоволство, поздрав до вашите гледачи, среќни новогодишни и божикни празници. Ви очекуваме во Националниот археолошки музеј.